Кривичен го прифати барањето на основното јавно обвинителство за мерка притвор од 30 дена на 7 полициски службеници од Кочани и од Штип, за кои веќе информираше и министерот за внатрешни работи Тошковски. Во дописот од судот се вели: се прифаќа предлогот на основното јавно обвинителство и на сите 7 осомничени им се определува мерка притвор од 30 дена заради постоење основи на сомневање по член 165 став 1 точка 1, 2 и 3 кај одредени осомничени односно опасност од бегство, околности кои укажуваат дека може да ја попречат истрагата со влијание врз сведоци или околности кои укажуваат дека може да го повторат делото. Од основното јавно обвинителство информира дека за овие 7 лица веќе е отворена истрага. За 7 полициски службеници ОЈО отвори истрага и за нив е одредена мерка притвор од 30 дена. За останатите сите предложени притвори се краткотрајни и се на сила. Согласно законот за кривична постапка, оваа мерка се определува и може да се продолжи уште еднаш. По истекот се носи одлука дали и какви мерки за обезбедување се потребни за секој осомничен. На дел од оние на кои по првата краткорочна мерка уште еднаш им се продолжи до крајот на денот, евентуално утрешниот веќе им истекува, така да ќе мора да се носат одлуки и за нивните мерки што ќе бидат превземени за секого поединечно како им истекува притворот. Вчера министерот Тошковски информираше за 7 полициски службеници, но информираше дека истрагата ќе се проширува покрај овие лица. Осомничено беше и една од раководна функција во Министерството за економија. Вкупната бројка на досега осомничени достигна до 28, од кои 3 се во болница, а 18 притворени. Обвинителот Коцевски веќе посочи дека ќе сносат вина и оние кои со своето неработење допринеле на некој начин до трагичниот настан во дискотеката Пулс. Она што е познато е и дека меѓу приведените е и екс-министерот за економија Крешник Бектеши, кој е спроведен во затворот во Шуто Оризари, а приведени си директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Меѓу притворените се и сопственикот на локалот и организаторот на настанот, обезбедување, продавач на билети, член на пазарен инспекторат, еден трудов инспектор, како и други лица кои се поврзуваат со трагичниот инцидент, зашто конкретно се сомничат обвинителството за сега не открива. Тоа ќе се образложи во истрагата, но вела дека се работи за лица за кои постојат сомненија дека со своето постапување или непостапување придонеле за трагедијата. Од обвинителството веќе посочија дека најголем дел од привидените се сомнечат за тешки дела против општа сигурност, а казните можат да се движат од најмалку 3 па се до 20 години.